почитувани колеги съветници, директори, гости. Значи, след да излизам на говорница, не знам дека толкова имаме толкова напреден и толкова образовен процес. Хвала да ви, како го изкофалите, значи како функционираме, сигурно сме на прво место во свет, сигурно. А после на Зимбабве и Тангanyika и Занзибар. Како може да гледате цело време само светната страна, а сигурно што не чини да го запошутуват и да го крият. Писам дека е трета година, тука се жални што не се сите тука. Сум ги прашувал, пак ќе ги прашам, се надевам дека некој ќе излезе, ќе се земи доблест и ќе ми одговори на тоа што го прашувам и трета година. Значи во Битола, спомнеа моите колеги, 80% училиштата се блокирани. Зошто? До сега никој не одговори. Прашувам, дали Министерството за образование дава помалку пари? Дали парите што ни ги дават ги трошиме ненаменски, че не ги даваме училиштата таму нешто треба? Или трета да работат, што цело време прашувавме, дали е грешна формулата при пресметка на превозот? Затоа што превозот, скоро во сите блокирани училишта, е најголемиот проблем зашто се блокирани живосметки. Превозот и огрев. Никој од директорите не ми одговори, не добивме одговор нито од Министерството за образование, за на крајот да заклучиме дека формулата околу превозот не била грешна, туку формулата е донесол Владимир Талевски. За неговата формула за превоз, човекот остана 90 дена да си ги полева цвекината дома. 90 дена, за после тоа да се појави на улица Широка, да каже како се функционира, ама да му пренесите. Да му пренесите, се надавам дека стенограмите ќе ги прочитам. Дека и Широка ќе му биде тесна. Така да му пренесите. Ова што се случува со образованието е катастрофа. Не дека сте менале 10 прозорчина, дека се менале некоја сварка на вратите или не знам што. Почитувани колеги, не ли чини работа, не ли чини образование. Системски, кажа моите колеги, во колку сегни, во песма. Јас не бев на комисиската расправа, жал ми е што не бев, че бев зафатен, меѓутоа знам што се случувало, бидејќи ги гледам истите податоци, истите извештаи, истите планови што ги имате изработени училишта. Многу е добро да напишите дека, ево ги цитираме на работа, мојките на лимонот, ден на дрвото, засадија својата днина. Сето тоа е во вашите извештаи. Во реки, знаеме дека тоа го правеле децата. Со виделе и пластична шишина, сте ги носили на екскурзија, окей, се во реки. Нигде не прочитав од вас, почитувани директори, што ви се блокирани жиросметките, значи нигде не прочитав како ќе го санирате тој проблем. Од каде ќе најдете пари да излезете од криза? Вие сте се нафатиле како менеджери да бидете директори. Ако сте се нафатиле да бидете директори, како ќе работите, бидејќи имате блокирани жиросметки? Овде да слушнам, че бидејќи не бев на комисиска расправа, да слушнам дека директорката од Климент Охридски со блокирана жиросметка, со борч од 5,5 милиони денари или не знам колку таму према завршна сметка и уште не знам колку досега се стигнати ненаплатени обврски, ќе прави групна набавка за огрев. Па како има тоа луѓе? На кое търговско друштво или било што со блокирана сметка му даваат работа? Кај го има тоа негде? Јас не можам да ве сватам. А и закруват колеги тоа да и кажуваат дека ние сме против школството, дека тие се добрите момци, дека се прават по образованието, дека кадри вадиме невидени. Ама нив не се тука. И заминаа каде? Заминаа на тој Кембридж како го вика дета. Сега, да ви кажам една работа, за тој Кембридж да престанете да кажувате, бидејќи колегата Груевски кажа. Од Оксфорд беше Талевски, од Индија беше со брат Рој, од не знам каде измислите некој таму колбоек со викови што идеше. Значи све живо носите и давате 5 да научите дека пие нешто работи. Таа е завршена работа.
За кое образование збораме кога нямаме деца, нямаме млада популация? На минатата седмица, службениот гласник, тука се цитирани сите училишта, сите паралелски, каде што донесовме одлука со намален број на ученици. Значи, да не читам. 3, 5, 7, 2, 1 ученик во различни училишта, различен број на паралелки, различен број на ученици. Ќе дојдеме во ситуација како што сме тргнале, дека не учениците да идат на училиште. Професорите ќе одат кај нив дома. Има еден професор, еден ученик. Таков е графиконот што го покажа колешката Петровска, колку што може да заклуча. Намален број на ученици, зголемен број на извршители, на наставници и така натаму. Не оди работа. Јас сваќам дека треба да се запасат луѓе. Меѓутоа, трупајте, не може појке, не креви појке, ниту жиросметките, ниту училиштата, ниту образованието, ниту буџетот на работа. Не креви појке луѓе. Не пашете книжки, по 3 лагони да земат живи. Кај сакате носете ги, меѓутоа не креви појке, треба плати некој. Го плаќаме ние сите граѓани. Изборуваме за не знам каков процес, се надмудуваме одејќи кој е поголем католик папа или ние. Работава и реалност е ова. Зошто реално не гледаме работите? Цело време сакаме нешто да браним. Цело време е високата вас, почитувани директори. Значи, го земате директорското место и ѓудите. Ворете, јас ќе бидам директор. Јас ќе бидам директор, кај директор. Вторба го повторувам ова. И ме прашат вручината дека бе директор и директорка на едно училиште. Меѓутоа, образованието во тој период беше катастрофа. Зошто? Затоа што оно што можем да го видам и заклучок. Учат учениците со сукинати учебници. Внатре не знам ни што има во образованието, после знаат кој ќе може колешките што работа така. Сигурно нешто што не треба учат учениците во последно време. Зошто до тоа зборувам? И ви кажам зошто го зборувам? Затоа што како што тргнала работата, еден период барем во историја сакате да го прескокнете и да ги учите децата на нешто што не треба да ги учите, дека поголем е поважен е Александар Македонскиот, од Тито и така натаму и така натаму. Сега уште две-три работи ќе ви кажам, за да не ве задржувам многу. Цело време велите дека образовниот процес тече без проблеми. Значи заборава, со кратко памтење. Памтите некој работи од пред 10-20 години, не памтите пред годината. Не памтите кога учениците одеа со палка на настава. Кога немаја парно, кога немаја струја, кога тако во тој училиште беше земаја струја со карот од комши. Тоа го заборава. Тогаш кој беше на власт? Вие, точно беше. Некој ще се да себе и дај, ако има нешто да кажете, се свирава. Че немаше парно, немаше струја, немаше ништо образование, што ще стекаш како беше, ще ги пуштавате со скратени часови, си оде дома деца. По 2 часа се пуштавате дома. И кажат оде супер, себе си одлично. И нафарвате сега, че моите му давате пертина, готово е, супер, одлично. 21 век, колеги. 21 век. Со космички број од месечина. И училишта нямаме. Шуба направите го беше од чудо направиш този. Ако направите училиште од суста град, па не што ќе правите. А не знам што ќе правите. Сигурно да направите, нема што оставите, ни направите вие ништо. Ние што не направите с композиција, направите нешто да видите. Се правите, да. Сега уште две работи на крајот да одговорам на моите колеги, за да не биде многу. До 4 милиони евра, почитувам колега, потрошила Катица Јанева. И вашите пратеници гласаја за нас. А јас ќе ти кажам еден друг податок. 6,7 милиарди на горещиот долг на Република Македонија. Кај се парите? 5,4 милиарди на горещиот долг. Кај се парите, почитувам колега? Не училиште Шубаво Пешево што направите. Со тие пари знаете што се прави. И овде зборувате за нешто дека нешто правите, не почуда дека ние ќе изгубиме на изборите. Продолжете. Допустете во држава кога ви се тргнале така, што тргнала работа. И уште една работа, велите дека сме нервозни. Не сме нервозни. Јас ќе ви кажам една работа. Тој што беше нервозен, ми е жал што не е тука да го пренесеш. Пред да дојди на говорница, да се ви некој лекарство.
мој колега